Почитувани присутни, почитувани гости, ми представува голема чест и привилегија да бидам дел од овој настан, Гласот на вечноста, во организација на Глобалната Македонска фондација Вечна. И по тој повод сакам на почетокот да упатам голема благодарност до основачите на оваа фондација, господинот Тацо Крстевски, господјата Грозданка Крстевска, како и до председателот Мирчо Крстевски, за укажаната можност вечерва да се обратам пред вас. Значи, јас ќе се обидам во некои 15 на минути да образложам за фолклорот и културните изрази како одраз на духовното наследство кое го остава Кирил Печиновиќ на населението преку народната традиција во Тетовскиот крај. Значи, несомнено е дека Кирил Печиновиќ за населението од Долнополошкиот регион, па и генерално за македонците воопшто, остава неизбришлив трак со неговите дела и со неговата борба, како што претходно слушнавме од професорот Светозаревиќ, и јас ќе се обидам да дадам еден фолклористички осврт на оние обичаи, празници, дел од пејачката традиција, дел од орската традиција, кои што се значајни за Долнополошкиот регион. Накратко, само на почеток, ќе споменам дека Долни Полок етнографите го класифицираат како етнички предел, кој што го делат на два предели, Подгор и Поселје, и населението од овие предели нормално си имаат своји етноними, како што се подгорци, кои што живеат во Подгорието, а оние кои што живеат по течението во селата, по течението на реката Вардар, се викаат поселчани. Исто така, тука ќе го споменеме и пределот селата под Сува Гора, кои што се Челопек, Милетино, Радиовце, Тетово и Блаце, чие македонско население исто така има посебни особености, иако се забележуваат известни разлики во народната култура на овие помали предели, по основните етнички карактеристики на македонското население, тие припаѓаат на истата долнополошка група. Во народниот живот на македонското население од Долни Полок се застапени разни обичаи кои се одликуваат со некои специфичности, за кои ќе стане збор, значи, во понатомошното моје излагање. Накратко ќе се обидам да објаснам за обичаите од зимскиот циклус, потоа од пролетниот циклус и како дел од семејниот циклус, односно свадбата. Како еден од најглавните празници во минатото бил Бадња вечер, која што допрва нели ни предстои, како и во денешнината, така и во минатото се посветувало особено внимание. Карактеристично е одењето на машките деца по куќите кои ги викаат Бадња баба, тоа е локален назив кој што се сретнува во Долнополошкиот регион, и тие носат котле со вода и со преправени гласови ги плашат помалите деца, Божем ќе им ги попарат рацете. А вечерата, целото семејство вечера заедно и тоа на земја, како што тоа никогаш го правеле во минатото. Значи, понатаму продолжуваме со Василица како дел од тој зимски обреден циклус. Значи, на Василица ергени и млади мажи од василичари пред да тргнат по куќите, насред село палат огнови и двајца од василичарите се представуваат како невеста и младожења, а другите одат по нив со дисаги во кои собираат грав, компири, брашно, масло и така натаму, и од целата собрана храна василичарите прават заеднички рушек за целото село во црквата, а порано се готвело во големи бакарни садови за целото население. Значи, за сите овие празници може надолго и на широко да се зборува. Значи, колегите од нашиот институт во изминатите 50 на години имаат објавено значајни трудови кои што се поврзани за овие празници, а јас ги извадив само најважните сегменти од Долнополошкиот регион. И сега доаѓаме до пролетниот циклус. Значи, понатаму ќе продолжам со празниците како Лазарова сабота или Лазарици или Лазаров ден, и тоа е еден од најголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој што е подвижен празник и секогаш се паѓа еден ден пред Светници, кои се точно една недела пред најголемиот христијански празник Великден. На овој ден се споменува чудесното воскресение на 4-дневно упокоениот Лазар, извршено од самиот Исус Христос. Во Долни Полок застапени биле обредни поворки од млади девојчиња, лазарици, значи кои што се веќе зрели за мажење,
и спроти празникот се оди по треске, како што се вика нели по локалниот дијалект. Девојчињата собираат трски, со нив палат оган и греат вода за миење на главата затоа што ќе одат лазарки. Значи тоа се сметало како еден обичај пред самиот празник Лазар. И во секоја куќа пеат пригодни песни. Девојчињата од куќите, значи тие одат од куќа на куќа и пеат пригодни песни за членовите на семејството. Значи имаме песни за машко дете, имаме песни за домакинот, за домакинката, да биде плодна годината, да биде берикетна и така натаму. Значи сите овие типови на песни се убаво, да кажам, разработени во записите во нашиот институт и тука накратко само ќе споменам едно објаснување од наша колешка Родна Величковска, која што ги има обработено лазариците генерално во цела Македонија, како и во Полошкиот регион. Значи тоа се девојки фатени во обредно оро, додека играат и пеат, изведуваат песни антифоно, значи тоа е со превземање, почнува едната група, па продолжува следната и ги пеат, значи пеат првите две, па следните и додека има девојки, значи тие ја пеат песната. Сега спроти празникот Ѓурѓовден, како дел нели од пролетниот циклус, се оди по билке, се берат тревки, ѓурѓовденка, матерка, дебела тиква и така натаму, и собраните тревки и билки се натопуваат во вардар, а шишето се полни со вода од него. Значи, карактеристични обичаи за Ѓурѓовден. Штом ќе се дојде дома, со секира се сецкаат билките, се помешуваат со трици и со лепчето и се прскаат во вода на шишето. Значи, понатаму, за овој празник се откопува и трева, заедно со земјата се става под бутињ, кој се кити со црвено конче и со некое овошје, а во него се става малку вода од вардар, да се замати за да има млеко како вода од вардар, како што има вода во вардар. Понатаму, накратко дел за свадбениот циклус, како еден од најважните празници, односно прослави во семејниот циклус. Свадбените обичаи во Долни Полог се групирани во неколку дела, значи прво имаме свршување, потоа пола венчање, строј и свадба. Најнапред стројниците доаѓаат во куќата на девојката, каде се спогодуваат за се што се бара од двете страни. Тоа е свршување и тогаш се мени нишан, односно се разменуваат дарови помеѓу девојката и момчето. Потоа следува пола венчање, кај девојката доаѓа поп и се прави обред како за венчавање. Една недела пред свадбата е обичајот строј, кај девојката доаѓаат гости на ручек и се носат даровите за кои што претходно се договориле двете семејства. За тоа време во куќата на момчето доаѓаат негови роднини и сите носат во решето по еден оцеа и пченица и пченка и сето на собрано жито се сее, а другарите на момчето вечерта го носат житото на воденица за мелење и при тоа пеат пригодни песни. Значи, понатаму, карактеристично е да се каже дека свадбата започнува од четврток, трае се до недела, значи и нормално понеделникот блага ракија, како што е во најголем дел од свадбените обичаи во цела Македонија, така се случува и во Долнополошкиот регион. Тука ќе поминеме на пејачката традиција. Тука морам да го споменам гласоечкото пеење и затоа ќе посветам малку поголемо внимание на овој, да кажам, бренд на Долнополошкиот регион. Значи, гласоечкото пеење, машко двогласно пеење од Долни Полог, е традиционална форма на вокална музичка специфична за овој македонски регион и ова карактеристично полифоно пеење, повеќе гласно, се пренесува со генерации од колено на колено, односно усно се пренесува и се препознава како символ на културниот идентитет на македонскиот народ од овој регион, кој токму во гласоечките песни ги вградил својата историја, митологија, традиција и култура. Песните се пеат полифонски, додека бордунски глас се движи спротивно во однос на водечкиот мелодиски глас. Значи сега ова се малку музичка терминологија, меѓутоа да знаете дека тоа се песни кои што се пеат во две мелодиски линии. Едната слага, а другата ја води мелодијата. Значи, како најпознати песни се Утре е света недела, Сон сонила царица Милица, Непи недо, Налано керко, Орешише шарено, Ај што ми биле три делие, можеби дел од вас веќе ги препознаваат овие наслови од песни, и се верува дека името гласоечко доаѓа од тоа што овие песни се пеат гласно
во минатото во овие сиромашни краишта тешко се доаѓало до музички инструменти, па пејачите, машки и женски, морале да пеат гласно, речиси да викаат и да се надвикуваат, за да се слушне нели самата песна. А во некои краишта се нарекувало и селско пеење. Како значајни представници на гласоечкото пеење се нормално браќата Гавровски, на вам добро познати, кои се познати по своите единствени интерпретации кои го одземаат здивот. Значи, тие се најзаслужни како носители на ова културно наследство. Значи, во 2015 година гласоечкото пеење од Долнополошкиот регион во 2015 година е впишано во репрезентативната листа на УНЕСКО како заштитено нематеријално културно наследство и како тетовчани и како македонци ние треба да се гордееме и да продолжиме да го негуваме ова гласоечко пеење, затоа што навистина треба да се пренесува на сегашните и на идните генерации како едно културно добро кое што е регистрирано како културно наследство на човештвото, значи на целата земјина топка. Тука накратко само ќе кажам и во однос на орската традиција, значи први записи наоѓаме некаде во 30-тите години. Орската традиција генерално тоа е, да речам, во мој домен, затоа што јас во Институтот за фолклор работам како истражувач на народните ора. Навистина, во минатото ората биле доста разновидни во однос на ритмичката структура и во однос на вештината на самите играорци. Порано, да речеме пред Втората светска војна, се играло посебно во машки дел, посебно во женски дел на орото, затоа што според оној патриархален начин на изведба на ората, било забрането мажи и жени да се допираат во оро и доколку се случило, да речеме, да мора да се фатат едни до други, требало да се фатат за некакво крпче, шерветка, марама и така натаму, а доколку се фателе, ако биле млади, значи веќе готово, тие се ветени еден за друг и нема бегање. Значи, мора да се прави свадба, во спротивно, ќе бидат осудувани од самата заедница и нема да можат никогаш да си најдат брачен другар. Значи, орото не било само за разонода, туку било и еден вид на мегдан, каде што се запознавале идните сопружници. Тука накратко ќе ги споменеме и дел од репертоарот на ората, значи тоа се ората ги издава момиче, ситно оро, старо оро селско, калеш јана, тетовска калачоина, зејбек оро, сите овие ора си имаат своја структура, своја, да кажам, свој начин на играње и така натаму, но важно е да се спомене дека во однос на прилики за играње, како една од главните прилики за играње во минатото бил празникот Голема Богородица, кој што се случувал токму овде во Лешочкиот манастир и овој манастир представувал светилиште на сите околни села, каде што ги правеле и соборите, а најмногу на Голема Богородица на 28 август. Значи, на крајот, Тетовскиот крај е богат со народни обичаи, народни песни и народни ора, кои представуваат свој виден идентитетски белег на населението кое живеело и живее на овие простори. Во секоја песна, во секој оро може да се препознае духот на населението кое го носи во себе аманетот оставен од патронот на Полошкиот регион Кирил Пејчиновиќ. Само со одржување на споменот и неговиот лик и дело, со одржување на традицијата, обичаите, песните и ората ќе му покажеме нему, а и на самите себе, дека сме достојни негови потомци, кои не ја забораваат неговата големина и неговите дела. Тој не задолжува сите нас да им го пренесеме неговото дело, неговото слово и неговата борба на идните генерации. Да не заборават кои се, од каде се и да си го ценат своето, затоа што човек кој си ги познава корените може да ја гради својата иднина. И на крај ќе завршам со една позната изрека која гласи: она што го правиме во животот одекнува во вечност. Па нека ова што ние го правиме денес по повод наследството на Кирил Пејчиновиќ одекне во вечност. Ви благодарам.